Дигиталната агенда е конечно многу високо и на политичката агенда не само на нашата влада, туку и на земјите од целиот Западен Балкан, но и на Европската комисија. На овој состанок денеска се присутни представници на земјите од Берлинскиот процес, тука е со нас комесарот Хан, тука се представници на меѓународните финансиски институции. Моја задача беше во улога на представник на дигиталните министри од земјите од Западен Балкан да ги презентирам заклучоците од дигиталниот самит и со други зборови да ги убедиме да обезбедиме финансирање и на националните министри кои што се задолжени за економија, но и на представниците на меѓународните финансиски институции. Соработките се веќе во тек, веќе регионално соработуваме во делот на сајбер безбедноста, веќе заедно работиме на многу проекти кои што значат подигнување на дигиталните вештини на граѓаните, а веќе сега договараме и конкретни иницијативи за взаемно поврзување, односно признавање на дигиталните сертификати, што ќе овозможат огромни можности и за македонските компании и бизниси и за македонските граѓани. И втората работа која што веќе на некој начин е во тек е намалувањето на трошоците за роаминг во регионот, каде што веќе имаме постигнато резултати, но и со Европската унија, каде што веќе имаме конкретен план за кога, како и со какви рокови ќе се намалуваат цените за роамингот. Како што веќе кажав, дигиталната агенда е високо и на политичката агенда, таа ќе биде високо и на агендата на Лондонскиот самит за Западен Балкан, зашто овде се подготвуваме. И јас сум особено среќен што таа е високо на агендата секаде во Западен Балкан, а доказ за тоа ќе биде и следниот самит на земјите од Западниот Балкан, дигитален самит кој што ќе се одржи во Белград, во Србија, и ќе стане редовна пракса во следниот период, каде што сите земји од Западен Балкан ќе можеме заедно да соработуваме и да се договараме и конкретно да инвестираме за да граѓаните добиваат подобри услуги, побрзи услуги и пред се поевтини услуги од страна на системот.